На Скопје му се случува урбанистички растеж, но што е со цената на становите? Утрово на оваа тема разговарам со Ивица Екимовски, председател на Градичната комора на Македонија. Добро утро, како сте утрово? Добро утро. Разговараме за темите кои што постојано ги засегаат граѓаните, а тоа е притисокот кој што се создава во однос на цените кои што има одреден тренд на растење и секако таму кај што има зголемени цени, апропо и тоа што се случува во маркетите, притисок и неизвестност која што на долг рок е битно да имаме известност. Како се формираат цените на становите? При формирање на недвижност, дали се станови или деловен простор, имаат неколку параметри, а тоа е вредноста на локацијата која што влегува во самата инвестиција, градежните материјали и услугата која што е во однос на градежни работници и инженерски кадар за производство на недвижност. Веројатно со инфлацијата расте и цената на материјалите кој што е потребен за цврста градба, односно за еден стамбен објект. Во однос на инфлацијата кај што имавме тренд на големо зголемување на цените, тоа беше во изминатите години. Сега периодов кој што е од втората половина на 24-ти е во оваа година кој што влегуваме 25-та, има стабилизација во однос на цените на материјалите, пред се мислам, а со тоа би пристапило и делот на стабилизација и на самите цени на недвижноста. Тука еден од поголемите фактори е тоа вредноста на самите локации во некој си тренд кај што има постојано зголемување од тоа што било во минатото и тоа е се пред се резултат на недоволна понуда. Секаде кај што има намалена можност за градење во конкретниот случај, директно влие при зголемување на самата цена на недвижност. Тој тренд кој што се случува е пред се и на тоа што процесот на градење подолг временски период се префрлува од година во година и со самиот тој пренос од година во година има поголема неизвестност. Колку е подлог процесот на градба на недвижноста, толку и неизвестноста е поголема и можноста за зголемување на одредени материјали или услуга која што е потребна за да се изгради одредена недвижност. И тоа се едни од главните параметри, така да која би била целта и насоката во која треба да се движиме, а тоа е да имаме поголема понуда, со тоа и да се направи регулирање на цените на недвижности не само во Скопје и во сите градови кои што постојат во Македонија, затоа што овој тренд не е само во Скопје, него и во сите градови. Се разликува ли цената кога купуваме стан во градба и кој подоцна е веќе изграден, доколку се одлучиме подоцна да го купиме? Треба да постои разлика во таков случај, меѓутоа доколку недвижноста се понуди во градба и се продаде, автоматски кога би се изградило не постои понуда. Така да во таа насока не би можело баш да се дефинира. Имате ли увид на новите стамбени згради, дека можеме да ги наречеме буквално и нови населби во Скопје? Влезени се сите тие во деталниот урбанистички план на градот Скопје? Апсолутно, се што постои и што се гради, основа е да постои генерален план и детален план. Тоа се детални планови кои што се донесени во минатото и кои што денеска се видливи. Во однос на градењето и трендот кој што во моментот постои, а во иднина не би можело да постои затоа што не постојат детални планови, е тоа што создава притисок од една страна дека тоа е во висина или во величина големо, меѓутоа од друга страна не се согледуваат предностите дека тоа е предност затоа што има подобро архитектонско уредување, а со тоа и подобар квалитет на живење, затоа што градбите кои што ние ги имавме во минатово, во одредени делови, да анализираме независно која е да е од општиниве, општина Центар, ние имаме населби кај што во рамки на општината се градат на секаков начин, во различен временски период, со различен дизајн, со различни бои, со различен квалитет. И ако оставиме сето тоа на времето, ќе се докаже дека начинот на кој што се гради во моментот е подобар него тоа што се градело, кај што треба да има контролирана градба и треба да се насочиме во насока долгорочен развој пред се и на самиот град Скопје и на сите останати градови, во која насока би се правел тој развој и што би се нудел. Затоа што во услови на пазарна економија, понудата и поборачката се тие кои што диктираат, а моментот дека градба постои и треба да постои, тоа е основа, затоа што не е основа на нашето живење. Каде домуваме и каде работиме е недвижност.
Така да како сектор градежништво придвижува се што не обкружува, независно дали е тоа и нискоградба, патна инфраструктура, се што не поврзува, и водовод, и електрична инсталација, се, буквално се, е градежништво. А која е најатрактивна локација за купување на стан во Скопје во моментов? Па, ако во минатото имало избор за атрактивност, како поминува времето, атрактивноста се намалува затоа што не постојат локации за градба. Тоа што е видливо во моментот што се гради е подолг временски процес кој што се отпочнати градби, да вратиме назад од 2020-2018 и целиот тој процес кој што ни се случува е подолги години. Не е нешто кое што се случува само сега во моментот. Сега е видливо, меѓутоа целиот процес за да се отпочне дадена градба е претходна припрема на основна проектна документација, изработка, за тоа се одзема одреден временски период, организација на градилиште и самиот процес на градење е видлив тек после години две. Така да сето ова што во моментот ни е видливо е нешто кое што е на минатото. Тоа што создава општествен притисок, а тоа е зошто се гради. И дека во моментот се гради повеќе од тоа што се градило претходно, тоа не е точно статистички како податок према бројка на станови, затоа што во моментот и е помала градба, помала понуда, меѓутоа и тоа што се случува создава пречка за тоа што ние се соочуваме општествено со други проблеми. А тоа е проблемот кој што ни се случува во однос на загаденоста и во однос на поврзаноста на кој начин функционира самиот град, така да треба една порака и до гледачите и до фелата и до сите нас кои што сме учесници да се направи стратегија подолгорочна за да и самите граѓани и самите инвеститори и градежници и сите кои што учествуваат во процесот имаат подолгорочна известност, а со тоа и подобра креација, подобри услови за живење кој што е основа на нашето постоење. И само накусо за крај, треба ли да бидат загрижени граѓаните дека уште повеќе ќе расте цената на становите до крајот на годинава? Во однос на цените, тука се постава перцепцијата дека цените ја диктираат само недвижностите кои што се во нови градби. Ако направиме анализа, прометот на недвижности на стари градби е поголем споредбено со тоа што е нови градби и сега ние сме единствен изолиран случај кај што во светов за половна недвижност и за нова имаш иста вредност. И тој тренд е неприроден. Ако споредиме со било што да е автомобилска индустрија, ако ти половен автомобил нов е со иста вредност, тогаш и тука треба да се оди на тоа, меѓутоа ние сме навикнати така да тоа функционира. Дека цените треба да растат, мој став е дека не треба да растат, затоа што на долг рок би се создал контраефект, треба да се оди осмислено, плански, тоа што во дадена ситуација има зголемени цени недвижности и секогаш се зема највисоката вредност која што ќе се појави е погрешно, затоа што создава погрешна перцепција. Ако одредена недвижност со количина 5 или 10 стана или 20 поставуваат одредена висока вредност, тоа не е репер дека вредноста е таа, затоа што на тој начин се префала како информација и кај целата останата недвижност која што се нуди на пазарот дека веќе е зголемено се. Тоа не е баш така и не треба така да се оди. Меѓутоа, за да се избалансира пазарот, треба да се создаде понуда. Кога мислам на понуда, не мислам дека тоа треба да се гради на плоштад Македонија, него треба да се развива и периферно, инфраструктурно, да се создаваат нови населби, нови услови за живење, со цел и тренд да бидат уште помодерни и со подобар комфорт на живење, споредба со минатото кое што постои како недвижност. Благодарам на одвоеното време, убави теми за никое следно гостување, уште наш ви благодарам на одвоеното време. Вас и на гледачите на македонската телевизија. Студио.